Васовски, Седловски, Стојановски, Александар Митревски, Трајанов, Шумуликовски, Христоф, капитен на вечерашниот надпревар, Шакири и Гроздановски. Тоа се 11-мината што ги избра Никола Илиевски за овој надпревар. Резерви се Ока Николовски, односно Јане Николовски, простете, Вајс, Петров, Попов, Пандев, Игњатов и Начевски. Сега ќе видиме и составот на репрезентацијата на Турција. Рушту, со број 2 е Емре Белозоглу, под број 3 е Пулен, број 4 Фатих, со број 5 Алпај, оној несреќен Алпај што постигна 3 гола во Бурса, Ариф број 6, број 7 Окан, број 8 Тугај, број 9 Михат, број 10 Илдарај или Баштурк, попопуларен број 11 Ергун. Шенол Ѓунеш вади состав кој малку е и неочекуван, а резерви се Омер, Тајфур, Умит, Хакан, Серхат, Манзис и Хасан Шаш. Мало изненадување што во првата постава го нема Хасан Шаш, тој се жалеше на повреда. Еве сега информацијата на нашата репрезентација. Во одбранбената линија ќе бидат Игор Митревски, Седловски, Стојановски и Васовски, со 5 мина во средниот ред, Гроздановски, Шумуликовски, Александар Митревски, Трајанов, и во нападот ќе бидат Христоф и Шакири и Христоф во нападот. Ова е формацијата на Турција, од прилика 4-4-2, со тоа што Тугај ќе биде во улога на плеймейкер, во нападот Ариф и Михат. Мечот ќе го суди Ерик Фискер од Данска, му помагаат Јепсен и Гернер. Во пресрет на овој церемонијал, на воведот во мечот, мала свеченост, председателот на Фудбалскиот сојуз на Македонија, Ламбе Арнаудов, им додели признанија на истакнатите македонски интернационални суди Перула Костовски и Томе Манойловски. Тоа е една практика на Фудбалскиот сојуз на Македонија во пресрет на секој меѓународен надпревар да има една таква мала свеченост. Во првото коло репрезентацијата на Македонија во Вадус против Лихтенштейн одигра 1:1. Не секни 1:1, примен гол во последните секунди во 95-та минута, доека репрезентацијата на Турција немаше проблем во првото дерби против Словачка, славеше со 3:0. Репрезентацијата на Турција долго време игра во состав кој што е многу сличен, кој што е уигран, со 5 мина фудбалери од крајот на март минатата година. Она репрезентација што ја победи Македонија со 2:1, но и од тој наш состав 5 мина се вечерва што ќе го започнат овој надпревар. Во бели дресови нашите репрезентативци предводени од Гоце Христоф, капитен во вечерашниот надпревар. А овој надпревар ќе оследиме и со колегата Коран Стериов, кој е долу крај фудбалерите на Македонија Турција. Еве го гледате со нашиот селектор. Најпрви многу среќа на овој надпревар. Има ли нешто ново пред почетокот на дуелот, останува ли она атмосфера и сепак позитивното расположение за успех? Апсолутно, тоа очигледно и на самиот стадион. Штета што публиката не е во поголем број да ја бодри нашата репрезентација, меѓутоа јас очекувам дека она атмосфера која е внатре во репрезентацијата, играчите ќе знаат и умеат да ја покажат и на теренот. Благодарам и многу среќа. Го слушнавме нашиот селектор, а во секој момент Фискер од Данска ќе означи почеток. Да им посакаме многу среќа нашите репрезентативци. Носени на крилјата на оваа 10.000 публика, веруваме дека ќе го поправат впечатокот од Вадус, од оние нерешени 1:1 и дека ќе се спротивстават на фаворитот достојно, спортски, коректно, а веруваме и резултатски. Прв напад на турците. Прв удар и извонредна одбрана на Милошевски. Тоа беше Никат Кавечи. Каква закана на турците уште во 30-та секунда од надпреварот. Без див остана публиката, а сега громогласни бодрења и извонредна интервенција на Петар Милошевски.
Турците најавуваат својата сила уште на самиот почеток. Слободен удар. Фаулиран Булент. Алпај. Грешка, Христов, еве можност да се нападне. Шакири. Војно проигрување со Христов. Шанса за нашите. Гроздановски. Турците расчистуваат. Игор Митревски. Шакири, нема офсайд. Играта продолжува. Успеа некако да ја смири топката. Се обидува за дриблинг Шакири, голема шанса, Гроздановски, гол! Гол! Владко Гроздановски 1:0. Втора минута, Македонија води со 1:0. Делириум на трибините. Извореден почеток, погледнете. Артим Шакири го проведе Гроздановски. Овој низ нозете на Рекбер Рушту успеа некако да ја спроведе топката, токму за да заврши во мрежата. Има ли подобар почеток од овој? Македонија води со 1:0. Една шанса за турците, прв гол за нашата репрезентација. Ова е петто соочување меѓу двете репрезентации. Македонија нема победа против Турција. Еден нерешен резултат во измери, 3 порази, 2 во пријателски надпревари, 2 меча во квалификациите за светското првенство. Играта продолжува. Фатик. Минатата година во март, во 20-тата минута, Македонија поведе со 1:0. Тони Мицевски од слободен удар успеа да постигне гол. Слободен удар за Емре. Фаулираше Шумуликовски. Слободен удар. Жолт картон. Тоа беше Ванчо Трајанов. Прв жолт картон. Го поневозможи изведувањето на слободниот удар. Слободен удар за Ариф. Го нема Хакан Шукјур, долговодиштиот капитен на турската репрезентација. Ариф во голаут. Инаку репрезентацијата на Турција е многу опасна од прекини. Тоа го потврди мечот со Словачка во Истанбул. Сите 3 гола постигнати после прекини. Селекторот Никола Илиевски. Нови видици. Фати се за ДАП. Трајанов. Митревски. Шумуликовски. Нема проблеми за Петар Милошевски. Тече 5-тата минута на градскиот стадион. Македонија води со 1:0. Стрелец Владко Гроздановски во втората минута. Шакири. Слободен удар. Ова ќе биде тешка тактичка битка, надмудрување, веројатно средината на теренот ќе биде главното поприште на битката во овој меч. Булент. Длабочинска топка, но тука е Седловски. Булент. Нема офсайд. Игор Митревски. Трајанов. Шумуликовски се развива контра на нашата репрезентација. Христов. Дриблинг на Христов. Успеа се ослободи. Можда за центар шут.
На место е Алпај. Емре. Васовски. Нема избор. Офсайд. Во офсайд Ариф. Топка за нашата репрезентација. Топка упатена кон Христов, меѓутоа внимателен Булен. Емре. Старт на Игор Митревски. Аут за Турција. Баштур успеа да мине. Опасен напад за турците и спасува уште еднаш Милошевски. Страшна сигурност му даде она прва извонредна интервенција. Ова е втор пат што спасува критична ситуација пред голот наша репрезентација. Гледате уште еднаш. Тугај. Топка кон Ариф. Гол аут. Треба да се биде внимателен. Турците се многу уиграни, опасни. Христов и Алпај. Аут за Македонија. Не стигна топката до Шакири, аут за Македонија. Васовски. Уште еднаш Васовски. Христов. Удар на Христов во телото на Озалан Алпај. Стојановски. Оној фантастичен, извонредно драматичен почеток, кога турците не реализираа шанса, нашите уште во втората минута постигнаа гол. Овие неколку минути, 6-7 минути мало затише на теренот. То се чувствува една тензија. Ова ќе биде интересен надпревар. Тугај. Бурук. Слободен удар. Топка за репрезентацијата на Македонија. Погледате Шенол Дюнеш, творецот на оваа репрезентација, човек кој е искован во фудбалските звезди во Турција, на кој ќе му биде изграден споменик по бронзениот медал на Мондијалот во Јапонија и во Јужна Кореја. Ергул. Аут за нашата репрезентација. Алпај. Шумуликовски. Гроздановски. Слободен удар. Еден тактички прекршок од Владко Гроздановски. Никат. Тројца во нападот на Турција. Трајанов. Рутинирано, Шакири. Во телото на Акил Фатик. Емре. Одличен дриблинг на Емре, многу подвижен е, брз, добар техничар. Не стигна Бурук.
Аут за Васовски. Во втората минута. Тугај. Булен. Лабочинска топка за Ариф. Расчистува Седловски. Иницијатива на турскиот тим. Расчистува Шакири, го бара Христов, го најде. Тугај. Старт на Александар Митревски, слободен удар. Жолт картон за Александар Митревски. Тој е втор жолт картон во нашата репрезентација. Првиот го доби Ванчо Трајанов. Се чини дека критериумот на Ерик Фискер за жолтите картони, првиот ако беше оправдан поради неспортско однесување, овој би рекол претера во критериумот. Но ова добра интервенција на Милошевски. Гроздановски. Ергун. Булен. Алпај. Грешка на Алпај. Христов се уфрлува таму Шакири на левата страна. По средината е Трајанов. Топка за Трајанов пресилно. Расчисти во последен момент Коркмаз Булен. Ова беше ситуација од која што можеше уште еднаш многу опасно да се загрози голманот Регбе Рушту. Тугај. Баштур. Нов слободен удар. Треба да биде внимателен сега Шумуликовски, тој вешто ги оневозможува турците брзо да им издаде слободен удар. Баштур. Удар на Баштурки, уште еднаш Милосевски одлично поставен. Прв голман на Малатија Спор во првенството на Турција. Милошевски одлично ги познава противниците. Ергун. Игор Митревски. Гроздановски. Христов. Топка за Гроздановски, меѓутоа добра проценка на Ергун. Тугај Керимоглу, греши, Шумуликовски. Христов. Васовски. Топка кон Гроздановски, недоразбирање. Тешко е да се мине покрај Митревски, ова е слободен удар. Покрај снажниот Игор Митревски, тешко е на ваков начин да се мине кој што сакаше Емре Белозоглу. Митревски. Шакири. Фатики. Александар Митревски. Стојановски. Така, треба да се нападне уште во раната фаза од организација на нападот на Турција. Многу остри стартови. Шакири, повеќе како да гледаше кон Васовски, дали е повреден или не. Напад на Турција. Бурук. Тугај. Бурук. И тука е одново Игор Митревски.
Грешка на Гроздановски. Тоа беше обструкција од Шумуликовски. Слободен удар за турците. Изведе Ергун. Остра топка и да видиме шанса за Турција. Уште еднаш Милошевски на извореден, на волшебен начин спасува. Браво, Петар Милошевски. Вистински јунак во овие 16,5 минути. Шакири. Христоф. Баштурк. Се лизда Баштурк, меѓутоа многу веште успева да се извлече од оваа ситуација. Со аплауз испратен овој обид на турците, прецизни додавања на Фатих и Ергун. Шенол Ѓунеш му е премногу топло на клупата во Скопје. Торпат. Слободен удар. Очигледно бронзениот медал како ореол над турската репрезентација значи и за Ерик Фискер, кој не се решава да го извади жолтиот картон за Акјел Фатих. Репрезентацијата на Турција во минатата година во предвечерието на светското првенство се наметна како голем фаворит за првото место во групата заедно со Шведска. Меѓутоа, токму репрезентацијата на Македонија беше таа што оневозможи турскиот состав без баражот да оди на мондијалот. Одигра 3:3 во Ките на среќата. Главната премија од милион денари се уште не изгребана. Хит лотарија на Македонија. Да ја извојува блескавата и сензационална победа. Со многу респект во редовите на Турција за македонскиот состав, без разлика на оние бледи, безлични 1:1 во Вадус. Следиме близу 20 минути голема борба на градскиот стадион. Слободен удар за Македонија. Топка кон Христоф и завршува во гол аут. Односно, тоа беше Шумуликовски, простете. Тугај. Бурук. Баштурк. Бурук. И сега шанса. Тоа беше Емре. Прв корнер. Многу лесно нашите наседна на оваа уиграна варијанта на репрезентативците на Турција. Прв корнер. Ја го изведе Емре Белозоглу. Вистинска војна во петерецот на Македонија. Истарчува Милошевски, одлично цени. Трајанов. Александар Митревски, шанса за репрезентацијата на Македонија. Отворен е патот, десно му е Гроздановски. Митревски може да постигне гол. Право во телото на Рушту. Штета. Ова беше изворедна акција нашите фудбалери. Можеше да бира каде ќе ја упати топката. Меѓутоа Александар Митревски не го најде вистинскиот пат до мрежата на Рушту. Останува 1:0. Уште еден жолт картон во репрезентацијата на Македонија. Ми се чини дека тоа беше Стојановски. Васовски сепак. Емре.
Трајанов и Баштурк. Во последен момент Баштурк спасува. Двајца фудбалери на Турција во офсайд. На острицата на ножот се игра. Турците со многу повеќе фудбалери во нападот, има повеќе простор за нашите репрезентативци. Ја гледаме оваа ситуација, во офсайд дури двајца турски фудбалери. Средина од првото полувреме. Македонија води со 1:0. Стрелец Гроздановски во втората минута. Шакири. Интервенција на Васовски. Аут за Турција. Шакири. Трајанов. Фаулира Баштурк. И нели ова фаул од грб кој задолжително се казнува со жолт картон. Особено кога противникот оди има отворен пат кон противничкиот гол. Блага наклонетост на Фискер, на Ерик Фискер од Данска. Дури 3 жолти картони, а дали можете да забележите дека македонскиот состав игра толку поостро во однос на турскиот? Шумуликовски. Слободен удар, фаул за Турци. Емре. Ергун. Одлична интервенција. Това беше Гроздановски, аут за Турција. Ергун. Баштурк. Тугај. Булент. Тугај ја има улогата на Умит Давала, кој е на клупата за резерви. Ариф и тоа ќе биде втор корнер. Добро поставен Гоце Седловски, не дозволи да мине топката, втор корнер за репрезентацијата на Турција. Изведу Ерден Ариф. Ариф. Топка со Ефе Седловски. Баштурк. Се обидува да го ловува Милошевски, гол аут. Всушност, Шенол Дюнеш ја испрати комплетната клупа на загревање. Веројатно можеме да очекуваме некоја замена набрзо, ако резултатот и натаму остане овој. Христов. Пас за Шумуликовски. Побрз Емре. Рушту аут. Аут за Гроздановски. Христов. Добро се движи со оглед на повредата на коленото. Шакири во сендвич. Пратена топка. Контрајано прекрасно брани Рушту. Секавично изведена акција. Бомба вистинска на Трајанов над голот. Погледнете, ефектно, многу брзо изведено, мајсторски, дали имаше тука корнер, дали топката го допре грбот на, имам печаток дека Озалан Алпа и го смени правецот на движење, како и да е гол аут, а на Шакири му се укажува лекарска помош. Булен. Ќе се врати Шакири во игра. Пара дозвола да влезе во теренот. Баштурк. Шумуликовски. Христов. Многу вешто
Шумуликовски не успеа да ја протури топката до Трајанов. Интервенција на Игор Митревски. Христоф. Оставен Христоф се решава да столира. Десно го има Шакири. Топка за Шакири, голема шанса. И Шакири се шини задосни дел од секунда, продолжава падот и спасува Рушту. Христоф беше тоа. 27 минута, четврта шанса, 100% шанса. Останува 1:0. Можеше противникот веќе да биде на колена. Шакири. Таму во офсайд е Христоф, одземена топка, играта продолжува. Ова се шанси што не смеа да се промашат. Ергун. Ариф. Аут за Турција. Ариф. Бурук. Нема офсайд. И тоа ќе биде корнер за Турција. Трети удар од аголот. Емре. Слободен удар. Шакири. Христоф во офсайд. Во 60-тикот на нашата репрезентација Стојановски се пожали на повреда, се ја вреди. Нихат. Шакири. До центар шут, шанса за Турција и 1:1. Каква казна! Бурук 1:1. 29-та минута. Казнети немилосрдно промашувањата за нашите фудбалери, резултатот изедначен 1:1. Срекна топката до Бурук. Дали се повторува сценариото од минатата година? Половина гол од нашите фудбалери. Гледате колку срекно дојде топката до Бурук. Резултатот изедначен 1:1. Среќата ги следи турците. Аут за Митревски. Шумуликовски. Гроздановски. Слободен удар. Фаулираше Емре. Слободен удар за Шакири. Кон голот и спасува Рушту. Мајсторија на Артим Шакири. Прв корнер за репрезентацијата на Македонија. Каква слегувачка патека имаше топката. Само искуството на регбе Рушту. 29 годишниот извореден голман го спаси турскиот тим од нов гол. Ако на нашата репрезентација имаше неколку изворени интервенции на Милошевски, Рушту на спротивната страна е тој што ги одржува турците во живот. Шакири. Шумуликовски. Христоф не успеа. Услови за контра на Турција. Многу се брзи турските фудбалери. Аут за Турција. Гроздановски успеа да испади топката во аут. Баштур. Тугај. Булент. Тугај. Добро поставен Игор Митревски. Гроздановски.
Топка кон Христов. Баштурк. Извиси Митревски. Тројца фудбалери на Турција. Ергун. И сега нова шанса за турците, нема гол. Многу среќа сега за Милошевски. Тоа беше Ариф, стрелец на 2 гола против Словачка. Нов слободен удар, многу прекини. Александар Митревски. Шакири. Трајанов. Шакири. Напред се Христов и Шумуликовски. Стојановски. Христов. Грешка на Гоце Христов. Емре. Бурук. Ариф. Тугај Керимоглу. Ергун. Многу стрплива игра на репрезентацијата на Турција. Веруваат во своето искуство, во објективниот квалитет. Меѓутоа, нашата репрезентација пропушти извонредни шанси да направи уверливо водство. Вака е 1:1, 10 минути до крајот на првото полувреме. Васовски. Дуел со Нихат. Тугај. Булен. Во офсайд Окан Бурук. Стрелецот на голот. Ја гледаме клупата на Турција, многу помирно е и попразно за разлика од почетокот. Останатите се на загревање. Христов. Гроздановски. Дриблик на Гроздановски. Ва историја Гроздановски. Шанса за Трајанов. Штета. Осамен беше Шакири. Тугај. Баштурк. Многу лесно нашите репрезентативци доаѓаат до ситуација за поволна за постигнување гол. Булен. Алпај. Ергун. Баштурк. Уште еднаш, фудбалерот на Бајер од Леверкузен. Ариф. Крај него е Стојановски. Ергун. Одземена топка од Стојановски. Гроздановски. Топка за Христов не стигнува. Слободен удар. Претходно беше фаулиран од Баштурк. И не помислува Фискер дури сега. Му дава жолт картон на Јилдерај Баштурк. Првиот жолт картон во репрезентацијата на Турција. Шумуликовски. Баштурк. Слободен удар.
Се извинува Митревски, многу спортски. Бурук. Колку и да е брз, Ергун не успеа да стигне. Шакири. Булент. Баштур. Беше фаулиран Игор Митревски во непосредна близина на судијата. Ариф. Одземена топка од Трајанов. Одлично игра Трајанов. Игор Митревски натаму лежи, а судијата Фискер не ја прекинува играта. Офсайд. Многу дискутабилна арбитража на Ерик Фискер од Данска. Голема благонаклонност за гостинот. Преголем респект. Од овој агол тешко можеше да се процени, се чини дека беше тоа чиста офсайд ситуација. 38-та минута е во тек, резултатот е 1:1. Поведе Македонија во втората минута со голот на Гроздановски и изедначи во 29-та Окан Бурук. Прекрасна атмосфера на стадионот. Следиме интересен, би рекол и драматичен меч, со многу шанси на едната и на другата страна. Оние на репрезентацијата на Македонија многу позрели, 100%. Битката и натаму трае. Ергун. Шакири. Таму нема никој. Игор Митревски веќе 30 на секунди е крај аут линијата со четвртиот судија, а Фискер дури сега му даде знак да се врати во игра. Ариф. Тугај. Булент. Бурук. Сега нова шанса, Ариф и спасува Милошевски. Одлична проценка на нашиот голман. Со рака играше Христов, слободен удар. Гроздановски, Шумуликовски, важен е Шумуликовски. Пас за Христов, Гроздановски и сега се создава шанса на нашата репрезентација. Христов почитува предност данскиот судија, топка кон Шакири, ки упатили волеј, не. Ја штопува топката, дриблик на Шакири, проектил, има ли гол? И не, со рака е тоа. Останува 1:1. Гоце Христов со рака ја упрли топката во гол и добива жолт картон. Намерно играње со рака, во случајов сосема оправдана одлука на судијата. Пред 10.000 сведоци, Гоце Христов со рака ја упрли топката во голот. Шанса за нашиот тим, резултатот 1:1. 5 минути до крајот на полувремето. Аут за Македонија.
Нов офсайд. Во неколку ситуации, последната одбранбена линија на нашата репрезентација добро функционираше со офсайд стапици. Меѓутоа треба да се биде внимателен, одлично уигран, затоа што турските фудбалери се брзи и многу брзо се уфрлуваат. Баштурк. Игор Митревски, Шумуликовски. Селизна Гроздановски. Ергун. Таму е Фатих. Бурук. Нема офсайд, но пресилна топка за Ергун. За Акел Фатих, простете. Гроздановски. Трајанов. Шанса за Христоф. Удар на Христоф крај голот. Немаше сила да го направи оној последен побрз обид да стигне до топката, му убегаше топката, погледнете. Како и да е, во X ситуации надиграна турската одбрана. Шумуликовски. Игор Митревски. Гроздановски. Ариф. Седловски. Христоф. Игор Митревски во аут. Слободен удар. Слободен удар за Гоце Седловски. Тече 45-та минута, да видиме колку ќе има продолжение, имаше неколку прекини. Гроздановски. Христоф, одличен прием. Гроздановски и Ергун. Ариф. Шанса за фудбалите на Турција. Нихат Кавечи. Во телото на Александар Митревски. Аут за репрезентацијата на Турција. Ергун. Баштурк. Ергун. Никат. Милошевски, 2 минути продолжение. Гледате четвртиот судија на овој натпревар. Христоф. Слободен удар. Веднаш изведен Шакири. Голема шанса на нашата репрезентација. 8 Шакири и нема гол. Знае од вакви ситуации Шакири да упати проектил многу попрецизно. Се реши да пие високо. Останува 1:1. Во најмала рака репрезентацијата на Македонија за 20% поопасна, поконкретна. Може би турците ја има топката повеќе во посет, меѓутоа нападите на репрезентацијата на Македонија далеку поопасни, поконкретни. Во секој случај, содржајно прво полувреме. Христоф, патот кон голот му е отворен, немаше фаул. Христоф, дали ќе има гол? Не, штета. Одново топката кај Христоф, но се чувствува кај него долгото отсуство, ја нема она надпреварувачка брзина, инаку вакви ситуации тој обично ги решава без никакви проблеми. Баштур. Тројца фудбалери на Турција се инфилтрираат во нападот. Сега е опасно пред голот на Милошевски. Ариф и спасува, тоа е Александар Митревски.
Корнер за Турција. Четврти удар од аголот. Уште 30 секунди до крајот од оние дополнителни 2 минути. Како што започна, така и завршува полувремето. Баштурк. Шумуликовски одстранете опасноста. И во овој момент данскиот судија Фискер означува крај на првото полувреме. Полувреме спектакл, како што заслужува еден ваков надпревар и гостиното Турција кој го носи ореолот на трета репрезентација на светот. Вистински огномет над градскиот стадион. Судијата Фискер веруваме дека ќе биде многу поквалитетен во вториот дел за разлика од првото полувреме. Во секој случај сега веќе се претера и со оваа пиротехника. Значи Ариф излезе од игра, а започна второто полувреме. Да им посакаме игра на нашите репрезентативци како во првиот дел и многу поголема ефикасност. Шаш. Александар Митревски. Бурук. Одземена топка, чисто. Трајанов. Петров. Алпај. Булен. Шаш. Уште еднаш Хасан Шаш. Трајанов. Полуконтрата беше многу опасно оружје на нашата репрезентација во првиот дел. Еве сега прва шанса во второто полувреме. Топка кон Шакири. Не успева. Невнимателен Петров. Не успеа да ја задржи топката. Александар Митревски. Баштур. Интервенција на Стојановски. Само за момент. Продолжува нападот на турците. Тоа е Нихат. Корнер. Петти удар од аголот. Нашата репрезентација изведе еден корнер во првиот дел. Нихат Кавечи. Шаш. Шанса за Турција и спасува Милошевски. Претходно се чини дека беше прекинат нападот на турците поради фаул. Во секој случај изворедно брани Петар Милошевски. Имаше претходно офсайд. По една шанса на двете страни на почетокот на вториот дел. Да гледате уште еднаш оваа ситуација, топката упатена од Булен. Бурук беше во офсайд. Шаш. Земена топка од Митревски. Гроздановски. Аут за Македонија. 10.000 гледачи на градскиот стадион. Одлична атмосфера. Не може да не бидат задоволни со 45-те први минути, исполнети со многу интересни и убави ситуации, со мајсторски потези. Седловски. Митревски. Уште еднаш Седловски. Нема офсайд и Милошевски внимателен пред Акин Серхан.
Внимавате на фудбалерот со долга коса во нападот на Турција, беше стрелец на еден гол против Словачка. Баштун. Емре. Митревски. Лизгачки старт на Игор Митревски. Емре. Седловски. Нема ништо, ова беше фаул над Гроздановски. Шаш во телото на Седловски. Притисок на турците во првите 5 минути од второто полувреме. Тече 50-та минута. Шаш. Попов. Седловски. Уште еднаш Роберт Попов. Митревски. Трајанов. Александар Митревски. Стојановски. Гроздановски. Шакири не стигна до него топката. Попов. Петров. Трајанов. Има добар удар. Корнер. Клупата на нашата репрезентација подскокнуваат. Во првото полувреме сите беа во очекување на втор гол, не дојде, а потоа уследи казната во 29-та минута. Утоа во моментите кога Турција беше надиграна. Корнер за нашата репрезентација. Шакири. Соефе. Митревски. Гол аут. Седловски. Игор Митревски во аут. Аут за нашата репрезентација. Последен играше Шаш. Добива нов тежок противник Игор Митревски во второто полувреме во името на разноврстниот брз Хасан Шаш. Шаш. Баштурк. Фатих. Бурук. Од втор план Фатих, на прва топка на втората статива, Митревски во корнер. Шести корнер. Оваа екипа е костурот на репрезентацијата на Турција. Милошевски 2:1, неверојатно. 8 минута од продолжението, 2:1. Стрелец на голот ми се чини дека е Тугај. Тугај или Нихат. Каква грешка на нашиот голман. Лоша проценка на Милошевски. Кавечи Нихат, Кавечи 52 минута, 2:1. Разјорени турските знамиња. Студен туш, неверојатно. Почетничка грешка на нашиот голман, кој во овие 52 минути беше вистински јунак. Вистински подарок за турците. Се повторува сликата од минатата година, од крајот на март, кога Македонија долго водеше 7:0, имаше шанси, не ја реализира таа предност. Турција води со 2:1. Среќата ги следи храбрите, мокините.
Во офсайд Серкат. Ќе успеат ли нашите да се излечат од овој шок, од ова неочекувана ситуација, која никој не помислуваше дека може да се прими ваков гол. Емре. Никад. Нова шанса за турците. Никад. И Милошевски негова во шут. Нема гол, претходно е прекината акцијата. Овој гол на Серкат Неваш имаше фаул над нашиот голман. Си даде предал Ор, Никад. Нема потреба Ѓунеш, Шенол Ѓунеш да се жали на одлуката на судијата. Погледнете, ја имаше во своите раце топката Милошевски, кога Никад отиде на главата на Милошевски. И уште една репетиција на оваа акција. Гледате како во стар старт за ова се добива црвен картон. Во секој случај, изработена ситуација на турскиот напад, о кој никад не успеа да ја реализира оваа шанса. Останува 2-3. Ова не е бинго, ова е супер бинго! Најзабавно, најбогато, значи најдобро. Секој понеделник милион денари. Секој месец само Скопје. Сега му е мајката. Прометното лотаре. Лекарската екипа бара измена на нашиот голман. Еве сега нова неволја за селекторот на нашата репрезентација Илиевски. Таму е лекарот доктор Виктор Камиловски. Јане Николовски ќе веќе се подготвува. Подолго трае овој прекин. Неспортски Кавечи Никад отиде на главата на Петар Милошевски. А можеше да го избегне, затоа што веќе овој топката ја имаше во своите раце. Јане Николовски. Четврти пат ќе се најде на голот на нашата репрезентација. Тоа е последната измена, веќе нема право на измени нашиот селектор. Ова е принудна. Да му посакаме среќа на Јане Николовски во овој тежок меч во кој преостануваат уште 33 минути. Судијата Ерик Пискер од Данска. Таму е колегата Горан Стериоев. Дали можеме да дознаеме детали од оваа конверзација? Колку што го разбрав судијата, иако има двоумењи на нашата клупа, ни тој не е баш најјасен, се жали на нашата лекарска екипа која наведно постојано влегува без дозвола и постојано е тука да врши притисок. Малку нејасно, не е ни јасно ни на нашата клупа, не се ни обиде тоа децидно да го објасни главниот судија Фрискер. Имаше тука мала конверзација со Ѓорги Христов, се пожели Ѓорги Христов на неговиот неизедначен критериум, побара жолт картон или картон за ваква една ситуација. Во секој случај, жалењето е на лекарската екипа. Што тоа судијата Фрискер виде, навистина никому овде не му е јасно. Според повторувањето на снимките, нашите гледачи можеа да видат дека се работи за апсолутно некоректен старт на Никад, за кој не само жолт, туку се добива и црвен картон, кога веќе топката беше во рацете на голманот Петар Милошевски. Вака изгледа. Нови видици. Пати се за дап. Е долгото отсуство од теренот. Го гледаме вториот гол за репрезентацијата на Турција, оваа несрекна интервенција на Петар Милошевски и водството на гостите од 2:1. Што се однесува до репрезентацијата на Турција? Колега Калински, да, колку што добивам информација, ќе се обиде Милошевски да остане на голот на нашата репрезентација. Еве, колку што гледам, станува.
Тоа би било добро затоа што нашата репрезентација веќе изврши 2 измени, па не би било најпогодно сега да направиме трета измена голман. Во секој случај Милошевски останува. Со аплауз е проследено враќањето на Петар Милошевски на голот на нашата репрезентација. А еве доаѓа Спортски, Никат Кавечи му подава рака на Милошевски. Милошевски Спортски тоа го прима. Играта продолжува. Во теке 15-тата минута, околу 5 минути траеше овој прекин. Сето тоа ќе мора да се надомести на крајот. Слободен удар за Гоце Седловски. Гроздановски. Попов. Игор Митревски. Нема фаул. Полуконтра на турците. Баштурк. Петров. Слободен удар. Околу неизедначениот критериум на судијата и протестот на Христов се чини дека апсолутно во право. Сите тоа го гледаме. Шакири. Дриблинг на Шакири. Митревски. Не успеа да ја заврши ова акција до крај. Шаш. Серхат. Стојановски. Васовски. Уште еднаш Милан Стојановски. Игор Митревски. Баштурк. Централна личност во играта на турската репрезентација. Стојановски. Гол аут. Петров. Осамен Шакири. Фаулиран Петров, слободен удар за репрезентацијата на Македонија. Петров беше во стартните 11-мина против Лихтенштајн. Васовски. Интервенција на Стојановски. Шакири бара топка, Стојановски, слободен удар. Фаулираше Бурук од грб. За такви стартови нашите добиваа жолти картони. Васовски. Погледнете. Тоа е апсолутно што се казнува според правилата. Шаш. Серхат. Шаш и Митревски. За сега лесно Митревски се справува со Хасан Шаш, аут за Турција. Нихат. Баштурк. Расчистува Петров. Шакири. Шакири во налет. Десно го има Попов. Меѓутоа се обиде да го лобува истрчаниот Рушту. И уште една измена во нашата одбрана каква што има Турција, легува Драган Начевски. Јасно е дека мора понапаѓачки да игра со понапаѓачка концепција селекторот Никола Илиевски.
Пати. Офсайд во недозволена ситуација Аким Серхат. Излегува Трајанов. Влегува Драган Начевски. Уште еден ми се чини Трајанов во првото полувреме со оглед на искуството што го има, одлично одигра. На негово место напаѓачот Драган Начевски. Ова е негов 8-ми настап за репрезентацијата на Македонија. Контра на турците. Серхат. И спасува тоа беше Александар Митревски, ми се чини. Нов корнер за турците. Корнер за Шаш. Напред е отиден и Озалан Алпај. Серхат. Начевски. Прв контакт со топката. Фаулиран. Слободен удар за Македонија. Васовски. Емре. Серхат. Пати. Бурук. Пати. Офсайд. Продолжува играта. Нема потреба да ја прекинува данскиот судија. Одново топка за Бурук. Од втор план Нихат, шанса за репрезентацијата на Турција. Не стигнува Шаш. Гол аут. Опасни турците, сега имаат водство 2:1 и разредена одбраната на репрезентацијата на Македонија. Задоцни Хасан Шаш. Може ли сега казната да дојде на спротивната страна за ваквите промашувања на противникот? Шакири. Попов. Како што изјави селекторот Илиевски пред почеток на второто полувреме, тој треба да биде неговиот джокер во вториот дел. Слободен удар за Артим Шакири. Баштур. Серхат. Нанет годи Гроздановски, побрз беше, меѓутоа не успеа да зафати топката и голема шанса, останува 2:1. Тоа беше Бурук. Стрелецот на првиот гол за турците, Окан Бурук, 29 годишен е фудбалер на Интер, на Галатасарај. Велат дека е тој турскиот Марадона со оглед на начинот на кој што го игра фудбалот. Александар Митревски, слободен удар. Опасен старт на Митревски. И сега станува сосема непотребен инцидент, предизвикан од Емре Белозоглу. Инцидентна ситуација, сосема непотребно. Ова беше стартот на Митревски, навистина отиде опасно со ѓон. Меѓутоа и не беше така страшно посе за Емре Белозоглу, за тој да ја дели правдата. Тука е судијата Фискер. Шакири е голем спортист.
С оглед на авторитетот што го ужива, добро е што брзо се ова се завршува. Милошевски боксува. Александар Митревски. Одмазнички старт на Емре Белозоглу. Слободен удар за Македонија. Тече 25-та минута од вториот дел. Уште 20 минути до крајот. Турција води со 2:1. Начевски. Попов. Дриблинг на Попов. Има можност за центар шут. Нема, тешка задача во случајов Алпај, аут за Македонија. Начевски. Фаулиран Попов, слободен удар, скратен корнер за Македонија. Напред оди и Стојановски и Седловски, останува Игор Митревски, осамен. Не би требало да има дилема околу тоа кој ќе го изведе слободниот удар. Артим Шакири. Директно кон голот и спасува Рушту. Со интервенција на Пантер. Со многу инстинкт. Влезе во движењето на топката. Корнер за Македонија. Трет удар од аголот. Притисок на нашите фудбалери. Уште еднаш одлично изведен и Рушту одново е на вистинското место. Ке треба на крај само на Рушту да му се поклонат фудбалерите на Турција доколку победат, доколку извојуваат победа на градскиот стадион. Баштур го бара Серхат, ова е во офсайд. Попов. Шакири. Одлична топка. Не стигна до Петров. Аут за Македонија. Тежиштето на играта префрлено на половината на Турција. Шакири. Удар на Шакири, корнер. Не, сепак гол аут. Ова беше во непосредна близина, данскиот судија, треба да му се верува. Во секој случај сега Артим Шакири е тој што е лидер во нашата репрезентација, во играта, предводник, сосема нормално. Се растовари од одговорноста во нападот со влегувањето на Начевски. Седловски. Фаулираше Александар Митревски. Шаш во офсайд. И натаму во тој поглед добро функционира последната одбранбена линија на Македонија. Сега ова е за дискусија. Дали беше офсайд, како и да е. Помошникот го крена знаменцето. Шаш. Никат. Хасан Шаш. Никат. Седловски. Ергун.
Сега шанса за фудбалерите на Турција, но тука е Александар Митревски. Аут. Левата страна на Турција многу опасна, многу активна во вториот дел. За разлика од првиот кога се играше многу преку Бурук. Аут за Турција. Васовски последен играше со топката. Стивна атмосферата и во гледалиштето. Нов аут. Баштурк. Бурук. Фаулиран, слободен удар. И натаму нашите фудбалери храбро им се спротивставуваат на фаворизираните турски играчи. Емре. Бурук. Баштурк греши. Начевски. Веднаш го бара Шакири, не стигна до него топката. Еве сега шанса за турците и брани Милошевски. Топката упатена од никад по средината од голот. Шакири, но тука е Рушту. Баштурк. Фаулираше Гроздановски. Слободен удар. Многу прекини во овој период од играта. До крајот остануваат уште 13 минути. Ваквото темпо им одговара на турците. Тие токму го наметнуваат. Шаш. Седловски. Шаш. Серхат. Седловски. Петров. Гроздановски. Бурук. Остануваат уште 12 минути до крајот на надпреварот. Турција води со 2:1 против репрезентацијата на Македонија во второто коло од седмата група на квалификациите. Извореден почеток на македонскиот состав уште во втората минута со голот на Гроздановски. Бронзените турци беа шокирани. Долго траеше иницијативата на нашиот состав. 500 шанси беа пропуштени во 29-та минута. Бурук успеа да изедначи на 1:1. На почетокот на вториот дел, кога се очекуваше да се разгори оваа битка на градскиот стадион, што ја следат околу 10.000 гледачи, кардинална грешка на Петар Милошевски и никад во 52-та минута ја доведе турската репрезентација во водство со 2:1. Се повторува сценариот од минатата година од квалификациите за европското првенство, но со оглед на тоа дека до крајот остануваат уште 12 минути, треба да се надеваме, треба да очекуваме дека македонскиот состав ќе успее да најде сили и евентуално да го изравни резултатот против фаворитот во групата за првото место во квалификациите за Европе од 2004 во Португалија. Аут за Фатих.
Дали ова затишје пред бура, падна темпото на играта. Бурук. Нихат. Интервенција на Милошевски. Успеа да ја скроти топката пред Акин Серкат. Аут за нашата репрезентација. Шаш. Уште еднаш Хасан Шаш. Петров. Му се отвора Начевски. Петров. Кон Шакири. Прием на Шакири. Емре. Шаш. Превенција на Митревски. Баштурк. Бурук. Булент. Игор Митревски фаулиран од Хасан Шаш, слободен удар. Се подготвува и третата замена во репрезентацијата на Турција. Еве го контраверзниот Умит Давала. Стрелецот на победничкиот гол минатата година во Скопје во квалификациите за светското првенство ќе влезе на местото на Окан Бурук, кој што беше стрелец на првиот гол во вечерашниот надпревар. Умит Давала, кој што ќе влезе во игра, е извореден фудбалер, беше дел од мондијалската селекција на Турција, меѓутоа влезе во конфликт со турските новинари по нападот врз еден новинар кој наводно го малтретирал со постојано следење. Така беше бојкотиран Умит Давала на денот на доделувањето на ордените за заслуги за бронзениот медал, со тоа што новинарите, телевизиските камери го игнорираа моментот кога му се доделуваше признанието на Давала. Корнер за репрезентацијата на Македонија, четврти удар од аголот. Седум минути до крајот. Артим Шакири. Рушту и во оваа конфузија сепак најбрз е турскиот голман. Митревски во корнер, во аут простет. Митревски, Шакири, Емре, Шаш, Емре, Ергун, уште еднаш Ергун. Инаку рокада во поставеноста на фудбалерите на нашата репрезентација, сега Игор Митревски е на левата страна, грешка на Милошевски, тоа е осми корнер за Турција. Ергун, Шаш, Булен, аут за Македонија. Шакири и Булен, нов аут, поблиску сега.
Гроздановски. Попов. Митревски. Одново сега десно. Топка упатена кон Петров, вратена назад. Александар Митревски. Васовски. Стојановски. Александар Митревски го губи дуелот со Баштурк. Серхат. Нихат. Давала. Емре. Пресилно за Ергун. Гол аут. 5 минути до крајот. Има и најмалку 5 минути продолжение. Резултатот е 2:1 за Турција. Давала. Интервенција на Васовски, корнер, 9 удар од аголот. Рутинирано, фудбалерите на Турција се обидуваат да го приведат кон крај со поволен резултат овој надпревар. Се помалку надеж, се помалку сили ке нашите фудбалери. Нихат. Милошевски. Имаше фаул. Попов. Слалом на Попов. Пискер не суди ништо. Шаш. Нихат. Давала. Баштурк. Нов слободен удар. Инаку отсуството на Хакан Шукјур како да не се чувствува премногу во играта на турскиот тим, кој што концепцијски ја смени, можеби немаше многу високи топки кон нашиот гол, повеќе се комбинираше со влез во 16-тникот. Серхат. Крај него е Стојановски. Нов корнер. 10 удар од аголот. Нихат Кавечи. Попов. Емре. Серхат. Ергун. Булент. Тоа е офсайд. Во недозволена ситуација. Кавечи Нихат. Попов. Гроздановски. Александар Митревски. Погледа распоредот. Напред е Шакири, тука и Начевски и Петров. Александар Митревски одлично влегува шанса на наша репрезентација. Гроздановски ќе има ли гол и тоа е корнер. Во 89-та минута, близко до изравнување нашиот тим, Гроздановски да успеа да го најде патот до мрежата на Рушти. Петти корнер. Шакири.
Шета. Останува 2:1. Се фаќа за глава Стојановски. Требаше само да ја спушти топката. Уште еднаш ќе гледаме шансата на Гроздановски. Која се прослави сега доколку успееше да го совлада Рушту. Колега Калински? Да, повели. Ќе има 5 минути продолжено. Очекувано продолжение со оглед на она пауза што беше поради повредата на голманот Петар Милошевски. Давала. Михат. Но тука е Васовски. Стојановски. Гроздановски. Изблокиран од Шаш. Фаул од Стојановски, ќе има и жолт картон. Тоа е четвртиот, односно петтиот жолт картон. А, сепак тоа е жолт картон за Хасан Шаш поради симулирање, простете. Му се извинувам на Стојановски. Еве сега нов обид на нашиот тим, Александар Митревски. Слободен удар. Уште 5 минути на надеж, се обидуваат нашите фудбалери во овие последни минути да стигнат евентуално до израмнување. Во секој случај се чини она муниција како да беше испразнета во првото полувреме, она канонада од удари и шанси пред голот на Рушту, кои не беа реализирани, го имаат за последица овој резултат што е на семафорот. 2:1 за Турција. Вистински подарок победа со оглед на кардиналната грешка на голманот Милошевски може да се случи. Им се случувало тоа на врвни голмани и не треба да се обвинува Петар Милошевски затоа што претходно бранеше маестрално се до тој момент. Еве уште еднаш одлично брани. Не подсети на онаа ситуација од светското првенство кога Дейвид Симан против Бразил во четвртфиналето од светското првенство прими на сличен начин таков ефтин гол. Булен. Е сега шанса за Начевски офсайд. Венато знаменцето на помошникот Гернер. Уште 2,5 минути до крајот. Митревски. Шаш. Ергун. Шаш. Серхат. Поврсе Милошевски. Шаш и Седловски. Аут за Турција. Никат. Шаш. Седловски. Емре. Булент. Уиграноста, рутината. Сето тоа е присутно во овие последни моменти во играта на турскиот тим. Пати. Започнуваат последните 60 секунди. Начевски се постужи со рака.
се оттурна од Булент, слободен удар. Шенол Гюнеш е роден подсрекна звезда, што се однесува до градскиот стадион во Скопје. Се повторува, ќе повторам уште еднаш сценариото од минатата година. Ист резултат 2:1, ист тек на настаните, водство на Македонија од 1:0, за турците да победат со 2:1. Минатата година 70 минути беа надиграни, во последните 20 по оној несреќен автогол на Игор Митревски изедначија, потоа стигнаа до вредна победа. Еве вечерва на сличен начин. Во првото полувреме требаше да бидат торпедирани, по оние 100% шанси, 5 шанси од кои потешко беше да се промаши од кога се постигне гол, но неефикасноста го направи своето. Нашите го плаќаат данокот на лошата реализација. Не сето тоа се надоврза грешката на Милошевски, но судбината на голманите е таква што се паметат една единствена, инаку во сите минути Петар Милошевски беше безпрекорен. Од таа 52 минута турците многу рутинирано, нашите без вистински шанси и моќ за резултатски пресврт. Давала. И сега нереализирана шанса од Серхат. Измина 5 дополнителни минути. Попов гледа како да го одигра се во ова. Изминува и 6-та минута од продолжението. Публиката полека го напушта градскиот стадион. Фантастично прво полувреме, 45 минути исполнети со многу драматика и убав фудбал. За во вториот дел мечот да добие еден тек на тактизирање по водечкиот гол на Турција. Баштурк, Митревски, Гроздановски и во овој момент крај на надпреварот Македонија Турција 1:2, победа на турските репрезентативци. Стрелци на головите Гроздановски во втората минута, во 29-та Бурук 1:1, Нихат во 52-та 2:1. Долу на теренот е колегата Горан Стериов.